Добар ден, Аргумент Плюс, вечерва посветен на економијата и можните ризици од војната која што се уште е активна на Блискиот Исток. Мој соговорник Нухи Алиу, председател на Стопанска комора на Северозападна Македонија. Добар ден, добро вечер. Добар ден, добар вечер. Некако од овие високи политики не успеваме да го опипаме пулсот економски на состојбите кај нас, но еве простор и време во дневникот, како дел од овој информативен појас. Алиу, сакам да ве прашам, ако ви побарам една оценка моментална на ликвидносната, финансиската кондиција на приватниот сектор во овој момент, еве веќе го поминавме третиот квартал од годинава, го ситниме вториот, како ќе ја дефинираме финансиската кондиција на приватниот сектор? Во моментот е многу тешко да се дава некоја прогноза како е финансиската кондукција, значи, на приватниот сектор, затоа што и вие се согласувате дека ситуацијата во светот, во Блискиот Исток, уште не е некоја ситуација која може да ни дава, значи, некоја да даваме за некоја прогноза, за да кажеме дека можат состојбите да се средуваат. Имаме информации дека се водат разговори, преговори, значи, меѓу Америка и Иран, но докаде се тие стигнати од момент во момент, значи, се менуваат информациите, доаѓаат разни информации дека овие преговори може да успеат, но овие преговори, ако не одат во позитивна насока, можат и да се влошат. Ситуацијата, значи, во моментот е помирна и затоа имаме и пад на цените на дериватите во светско, во берзите, значи, биле тие во светско ниво или во европско ниво, имаме намалување на цените на дериватите, што ни дава за право дека и приватниот сектор почна да дише малку поинаку, значи подобро, затоа што веќе имаме пад на цените и ако продолжи овој пад на цените, значи скоро време може да се вратиме на истите цени кои ги имавме пред да почне кризата, пред да почне војната во Блискиот Исток. Но како ќе одат работите, како ќе се движат работите во Хормускиот теснец, тоа уште не е јасно. Некои каобајги, некои бродови поминуваат со деривати низ Хормускиот теснец, па доаѓа други информации дека некои ги стопират, некои бродови не им дават, значи американците не им дават да си тече нормално ситуацијата во Хормускиот теснец, но од друга страна се јавуваат исто така информации дека и Иран не е баш, значи, врзан со преговорите и тие се закануваат дека може секој момент некој од тие бродови да ги стопират или ако тие не застануваат, значи тие да користат и војна сила. Да, денеска овде ќе се надоврзам на вас, ќе се надоврзам овде, али вистина е тешко предвидливо што ќе се случи, но еве како некоја добра вест денеска. Американскиот председател Трамп реши, нели, истече денеска тој период од 2 недели за прекин на огнот, го продолжи тој период со најава дека ќе трае се додека траат, нели, мировните преговори, да се даде некоја шанса, иако состојбите тешко можеме да ги предвидиме, особено во заливот каде што минуваат бродовите со нафта, но сепак ако го сведеме тоа на наше микрониво, овде во државата, во Европа, во регионот, факт е дека ризиците се уште
постојат од таа неизвестност, тоа го нотираше и ММФ. Мислам, минатата недела објави ревидирани нови прогнози за годинава, зголемена инфлација, забавен економски раст и така натаму. Веќе е известно дека ова ќе биде една повторно тешка година, судејќи според првиот квартал. Па сакам од тука да прашам, например, вие како бизнис анализирате ли, очекувавте ли, или можеби се надевате дека сепак годинава има шанси да заврши со проценки за раст и за инфлација онакви какви што беа првично, или сепак има некои економски поместувања? Има ли шанса да спасиме нешто од оваа економска година? Видите, никој не може да прогнозира како ќе се одвива ситуацијата таму и како во кој смер ќе одат работите во Блискиот Исток, но ние како бизнисмени секој ден правиме анализа и во ниво на нашите компании, и во ниво на стопанските комори, и во ниво на државата, на економијата, правиме анализи, но верувајте дека со таква ситуација за прв пат се соочуваме и не можеш да најдеш некој експерт или некој бизнисмен за да дава точни прогнози како може да се одвиват работите и како ќе биде економскиот раст на ова година, дали ќе се створат услови за да имаме повторно, нормални цени, да се движат работите нормално во државата, во нашата економија и во регионот, тоа не е криза само во нашата земја, тоа е криза со пошироки размери, во ниво на Балканот, во ниво на Европа и во на светско ниво, така да ги пратиме состојбите, се трудиме да најдеме некој начин за да функционираме како бизнис заедницата, да функционираме како што треба, да не доаѓа до некој поместување на цените и во другите сектори, не само во енергетиката. Тоа сме го кажале неколку пати и во други дебати дека овие цени што сега ги имаме, кај дериватите, тие директно влијаат и во другите сектори на економијата, затоа ние не можеме да даваме некои прогнози како ќе се движи во моментот ликвидноста на приватните компании. Не можеме да кажеме дека е на задоволувачно ниво, не е на некој добро ниво, затоа сите, нашите очи како економисти и како бизнис заедницата, па и како економија за нашата држава, не можеме точно да даваме некои проценки како ќе се движат работите, како тоа ќе се рефлектира кај другите сектори, како тоа ќе се рефлектира кај цените на другите сектори. Во моментот мислиме дека ситуацијата е под контрола тука кај нас, затоа што имавме и мерки што и владата ги превзеде, што малку ја ублажи таа рапидна цена што првите недели, имавме доста зголемување на цените на дериватите, што предпоставивме дека тоа ќе се рефлектира и во другите сектори и ќе биде тешко да се контролираат цените ако нешто добро не се случува во Блискиот Исток. Да, ајде вака едно по едно да ги изанализираме бројките. Еве конкретно за инфлацијата говориме. Навистина беа преземени мерки. Според сегашните цени, математички Македонија е земја со најевтини нафтени деривати. Ние сведочиме дека на граничните премини понекогаш дури снемува гориво во даден момент, бидејќи странци од околните земји, странски државјани, Албанија, Грција, доаѓаат на гранични премини, точат бензин кај нас, бидејќи во однос на нивните цени ние сепак имаме наевтини горива. Но и покрај ова, последните податоци од Завод за статистика, државниот завод, говорат дека годишната инфлација ни изнесува 4,9%. Месечната е 0, некој процент, но ние како репер анализираме годишната. Премиерот Нова ќе рече
висока е годишната инфлација, бидејќи лани во овој период биле на сила потрошувачки кошници, великденска, рамазанска и основицата била ниска, па сега се високи овие податоци, овие цени, овој индекс на цените е висок, но како и да е, скоро 5% инфлација имаме ние во месец март во однос на месец март лани. Овие анализи за повисоки прогнози на инфлација веќе се нотирани од новата анкета на Народна банка, каде се анкетирани економски аналитичари и тие велат дека годинава да се простиме од инфлација од 2,5%, колку што сега е во буџетот. Па, се слагаме дека инфлација во однос на прошла година, значи е 4,9, но ако се анализира инфлацијата по месеци, како беше прошлиот месец, како е сега, значи 0,7%. Тука се покажуваат податоците што ги обезведиме од релевантните наши институции, но ипак, значи, треба да признаваме дека имаме инфлација, имаме корекции на цените, но мора да кажеме дека тоа не е само во нашата економија, не е само кај нас во Македонија дека таква инфлација има, но инфлацијата, значи, и во европско ниво и во светско ниво е померена, значи не е како што беше прошла година. Тоа очигледно го знаеме сите, затоа што имавме ситуација, војна ситуација, каде што, значи, одеднаш имавме зголемување на цените на дериватите. И како резултат на зголемување на цените на дериватите ми е, значи, секаде во секој сектор на нашата економија има некои корекции на цените. Преслагаме дека, значи, тие корекции на цените нагоре, не надоле, што значи дека подразбира дека, значи, имаме инфлација, но како ќе се движат работите понатаму, верувајте дека никој не може да ги прогнозира. Очекуваме, сите се на нашите очи се освртени таму кај Блискиот Исток и секој ден ги пратиме информациите, ги пратиме состојбите, ги пратиме случувањата таму и чекаме, значи, нешто да се стабилизира, дека сме најевтини кај дериватите, со цените на дериватите во Македонија. Тоа е жива истина, заради тоа што сме најевтина со цените на дериватите, имаме голем притисок од соседните земји кои си фаќат пат со своите возила, доаѓаат кај нас и полнат гориво, затоа што им се исплаќа, има разлика во цените. И таа разлика не е баш мала. Тоа разлика можем да кажем дека е, значи, задоволителна, голема разлика, ипак мора да кажеме. Не морам да кажем кој знае колку голема, ама ипак во однос на нивните цени, во нивните држави, нашите цени се многу поевтини и затоа имаме притисок од странските возила, како се од Србија, од Косово, од Албанија, да точат кај нас, да доаѓаат да точат кај нас, за да се снабдуваат со поевтини цени на дериватите, а тие поевтини цени, значи, обезбедуваат и поевтин транспорт, а тоа директно влијае и кај цените на другите сектори, значи, да бидат под контрола. И сега вака прецизно да ве прашам. До сега владата презема мерки преку даночни интервенции за горивата, намалено, нели, ДДВ, па сега го врати за дизел горивото 18% стапката, ја врати стапката до 18%, таму се интервенираше до сега. Дали ценовно ќе се интервенира за основни прехранбени производи, се уште се размислува за да се види текот, нели, на таа инфлаторна спирала. Вие сте представник на бизнис кој што го полни и го празни буџетот, бидејќи па на други начини добивате, нели, средства, поволности од државата. Ве прашувам, дали сметате дека државата треба веќе да размислува и за одредени таргетирани мерки
за поранливи категории на граѓани. Знаеме дека ние немаме некоја унитарна база од каде што можеме да ги црпиме податоците и навистина е проблематично вака кога говориме дека треба мерки за најранливите категории на граѓани, од каде да се извлечат тие податоци, кои граѓани спаѓаат во таа група, по кои критериуми, но сепак, дали државата треба да посегне и по еден ваков вид на мерки, бидејќи видите, аналитичарите, економистите велат дека во прашање не се само сиромашните, туку и граѓаните кои досега живееле со некој стандард оптимален, а се под ризик да влезат во групата под сиромаштија. Видите, значи, може, јас мислам дека владата и институциите кои се надлежни за да ги анализират состојбите на пазарот, како се движат цените и кои категории се најранливи, кои највише имат потреба во овие моменти за да им се помага. Јас мислам дека владата таа анализа ја прави секојдневно. Имаме комуникација и со владата, значи дневно и на неделно ниво, ги разменуваме, значи, информациите како во бизнисот стои во моментот, како е ситуацијата. Јас се слагам дека за тие најранливи категории да се направи некој студио, да се направи некоја анализа, јасна анализа, да се направи и да се донесат соодветни одлуки што ќе правиме со тие категории кои апсолутно, значи со тие мања не можете да излезат на крај заради шокот на цените што дојде во моментот кај дериватите, но тоа значи ќе рефлектира и кај другите сектори. Да, сега да ве прашам во овој дел, ве молам, за да заедницата ние се слагаме владата да направи анализи редовни, да ги следи состојбите. Точно е тоа дека владата ја намали, значи го намали ДДВ-то од 18 на 10 за дериватите за одреден период. И кога веќе имаше некоја стабилизација на цените во европско ниво, во берзите, значи на Европа и берзите на светот, кога веќе владата според нивни анализи виде дека цените што ги имаме на дериватите тука кај нас е најевтини, тогаш нормално дека владата ја повлече таа инфлација што беше мислам тоа даночно намалување и го врати повторно прагот од 18% кај дизел горивата. Сакам Алију да ве прашам. До сега говоревме за таргет. Ве молам, дали се слушаме? Го намали ДДВ-то. Да. Се слушаме, го намали ДДВ-то, но во моментот кога веќе пазарот реагираше, веќе во пазарот имавме пат и кај нас, но и полуко. Тогаш владата сосем нормално ја повлече, значи тоа намалување на ДДВ-то од 10 на 18, прво ја намали од 18 на 10, па после ја врати таа 8% повторно, заради тоа што стварно бевме поевтини и немаше логика таа мерка да биде и понатаму, значи, присутна во делот на дериватите, така да мислам дека сега на некој начин владата прави анализи, ги следи состојбите и во моментот кога ќе затреба, например, ако затреба, за да се реагира на пазарот, ако доаѓа до зголемување на цените повторно, ако таму во Блискиот Исток ситуацијата ескалира, тогаш мислам дека владата е спремна тоа да го прави секогаш кога ќе има потреба пазарот за стабилизација на цените во
Да, но во оваа приказна од ризици економски ве молам, Алију, ве молам да се сослушаме. Сакам во интерес на времето за да можеме да исцрпиме неколку прашања. Претходното моје прашање беше дали се потребни таргетирани мерки за поранливата категорија на граѓани. Вие велите да, она што треба можеби следниот период да го видиме, дали ќе има таков потеки, најклучното прашање, дали имаме ликвидност во буџетот, која ќе ги обезбеди тие финанси за таков тип на таргетирани мерки. Сега ве прашувам, дали на бизнисот конкретно му се потребни некоја форма на мерки во вакви, кризни, ризични времења, ќе речам? Па во вакви ситуации, ризични, како сакаме да ги кажаме, значи секогаш тоа е предмет на анализа, но дека се согласуваме дека некои категории на граѓани кои апсолутно не можат значи да се да ги обезбедуваат своите производи, значи било тоа прехранбени, било тоа деривати, било тоа и од други сектори производи, владата прави анализи и мислам дека секогаш ќе биде спремна владата и за тие категории ранливи што се да најде начин како можеме да донесеме некоја заедничка одлука со владата за да можеме да ги држиме цените под контрола, а за истовремено за тие за ранливи категории и бизнисот е спремен да помага, но мислам дека и владата е спремна да помага, затоа што се наоѓаме во некои вонредни војни состојби, така да сите треба да бидеме будни и да бидеме разбирливи дека секој треба да дава значи од своја страна за да може на некој начин да функционира економијата без проблем и тие ранливи категории да бидат покриени со некоја одлука на владата за да можат тие да се помагаат, пошто тие јас не би рекол само ранливи категории, јас би рекол и по малите фирми и средните фирми кои се на удар со шоковните цени што се случиле, мислам, во делот на дериватите, кај другите сектори има да немаме некоја корекција на цените кои ќе влијаат многу негативно и не ќе можете да се обезбедат со такви артикли, значи со добри цени, затоа што веќе имаме пад, реков, на цените на дериватите кои директно ќе влијаат и кај другите сектори цените да бидат под контрола. Ние немавме зголемување на цени за празниците, значи што ипак тоа е добро, но тука влијаеше и еден состанок што го имавме со Министерството за економија, со заменик Министерот за економија, каде што ги собравме сите значи мелничари и тие што значи најзасегнати се во моментот и колку тие имат можност да се и колку имат тие можност за да бидат ликвидни за да можат нивните процесни производи да одат како што треба. Мелничарите ни дале збор за еден месец дека нема да ги сменат цените на брашното, така да тоа ќе влијае директно дека и цената на лебот нема да се менува, но и сите тие базични цени, базични артикли што се многу битни за граѓаните, за консуматорите и тоа значи ќе биде под контрола, така да ќе биде под контрола и правовремено ќе се земат, мислам, и од страна на бизнисот и од страна на државата, пошто координирани сме, ќе донесеме одлуки, прави одлуки со кои ќе ги заштитиме и малите и средните фирми, но и таа категорија на граѓаните, и воопшто граѓаните да ги штедиме од високи цени. Добро, Алију, ве молам, ќе завршуваме. Ве молам, ќе завршуваме за да поентираме малку со последниве едно-две блиц прашања. Во вакви кризни времења многу е важно, нели, приватниот сектор и граѓаните сите да се ги плаќаат и извршуваат обврските према државата, даночните обврски, навреме да плаќаме даноци и сето тоа што ни е во опис и попис како, нели, даночни обврзници, но важно е и државата и таа како обврзник кон приватниот сектор и кон граѓаните навреме да ги сервисира своите обврски.
вечното прашање дали имаме одреден застој во повратот на данокот на додадена вредност, повторно има такви информации за можно доцнење во исплатата од страна на државата кон приватниот сектор. Кои се вашите информации? Последните состаноци што ги имавме со институциите, посебно со директорката на УИП, па и со премиерот, значи тие се трудат, максимално се трудат да ги сервисират своите обврски што ги имат према бизнисот, пошто во бизнисот ние велиме вака, ние сакаме сите давачки, сите обврски што ги имаме према државата, ние да ги сервисираме на време, да ги сервисираме, значи на таков начин што ќе му даваме можност и државата да биде ликвидна, значи буџетот на државата да биде ликвиден, иначе тоа оди реципрочно. Кога ние бараме, значи државата да не плати сите обврски што ги имат институциите државни, било тие значи министерства или некои други институции, и тие да бидат внимателни да ги сервисират своите обврски према бизнис секторот на време, а бизнис секторот мислим дека го прави максимумот дека тие обврски што ги има према институции, што ги имат према институциите и према државата, ги плаќаат на време без да стои до сега, значи тоа е еден добар показател дека бизнис секторот значи е во добра кондиција финансиска и ликвидни се во моментот, така да посакуваме кризата таму што побрзо да се реши за да можеме да се вратиме на нормала. Да, овде завршуваме со разговорот, но Алију, еве еден пресек за состојбата во приватниот сектор преку оценките и проценките на Комората на Северозападна Македонија. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам за поканата. Да. Благодарам. Тука, почитувани, е крајот на Аргумент Плюс, посветен малку на состојбата во приватниот сектор преку призмата на ризиците кои демнат поради војниот конфликт на Блискиот Исток. Од мене пријатно.